5 часот и 17 минути, пред точно 45 години. По само 20 минути повеќе од 200.000 луѓе останаа без покрив на главата. Поради силниот земјотрес што тогаш го погоди Скопје, животот го загубија 1070 луѓе, 3000 беа повредени. Осумдесетитригодишната скопјанка Катерина Јовановска подолго време живее во Австралија. Секоја година токму на овој ден се враќа во Скопје за да се потсети на тешката катастрофа. Јовановска живеела во близина на хотелот Бристол. За време на земјотресот била сама дома. Незините две ќерки биле на гости кај дедото во Карпош. Истрешав доле, што ќе видам, се тресе уште и паѓа, зидојте, вратите од кујна соба, наведнати, шифонират на парче, скалите изрушени и ја преку скалите се фатив за дрво, се слизнав надолу и избегав на улица. Не, кај да бегам? Трагедијата од Скопје го потресе целиот свет. Хуманитарни организации од повеќе од 20 земји помагаа да се спасат преживеаните, да се обезбеди храна за децата и да се обнови градот. Германецот Јирген Пиплов учествувал во обновата на разурнатото Скопје. Дошол со втората група градежници за научи и експерти кои биле пратени од Германија. Прв пат дојде во Скопје 64-та година. Ова е семејство од Ѓорче Петров, местото каде што живеев и јас. Веќе 35 години сме збратимени и пријатели. Учествува во изградба на монтажни куќи како подарок од Чешка и Романија, а помош од Германија. За почесни граѓани на градот Скопје, токму поради хуманоста, вечерва ќе бидат прогласени Лоренс Игелберг и Кристофер Хил од САД, Торвалд Стотелберг од Норвешка и Вернер Трини од Германија. Наградата за почесен граѓанин ми значи многу. Ова е мојата 33-та посета во Скопје и се чувствувам како дома. Морам да кажам дека градот Скопје за Нирнберг е најважен и соработката со Скопје е на прво место кај нас. Солзи и тажни погледи меѓу најблиските на загинатите и денеска сведочија за големата трагедија. На вечните домови на луѓето кои загинаа во земјотресот, денеска нивните семејства положија свежот цвеќе. Во домот на РМ, Црвениот крст проведе крводарителска акција. По 45 години, откако првпат престојува во Скопје, германскиот графичар Јирген Пиплев ги представи своите фотографии и скици кои сведочат за разорнатото Скопје од катастрофалниот земјотрес и обновата на градот во која тој учествувал како дел од германскиот тим за помош на Скопје. Скопје тогаш беше интернационален град, бидејќи на неговото обновување работеа луѓе од целиот свет. Целиот град беше разурнат, но луѓето имаа толкова желба и елан за повторно да го изградат градот, како што досега не сум видел. Овие слики им ги подарив на моите пријатели од Скопје, кои во тоа време и покрај големата трагедија беа гостопримливи со сите луѓе што дојдоа во градот. Бев фасциниран и никогаш нема да го заборавам пријателството и желбата на скопјани за повторно оживување на градот. Фотографиите од разорнатите згради, уплашените граѓани кои скитаат по улиците и луѓето кои пристигнаа од различни земји за да им помогнат на скопјани, ги потсетија по старите граѓани за големата трагедија. Одеднаш гледам нешто, шифонерот ми сиска ми падна и почна да ме дрма. И јас фрипа, викам, леле децата, и истрешав надвор во двор, дека близо живее кај Бристол, истрешав доле, што ќе видам, се тресе уште и паѓа, зидојте, вратите од кујна соба, наведнати, шифонират на парче, скалите изрушени и ја преку скалите се фатив за дрво, се слизнав надолу и избегав на улица. Одма пристигнава камиони, автобуси, коли, војска дојде да растребува. Бристол беше на пола, влеза затворен, станица падната. Ја гледам тука, не знам што, само сатот го видов. Не може Скопје да биде кој што бил. Нити офицерски дом го има, нити Метропол. Офицерски дом го направива како барака. Офицерски дом беше како палата, светска палата. Градоначалникот Трифун Костовски вели дека Скопје по земјотресот, благодарение на помошта и солидарноста на луѓето, повторно изграден и продолжи да живее. Суштината на ова одбележување на 45 години е да се потсетиме дека тоа ни се случило и дека солидарноста како еден универзален, денеска се провеува како еден универзален, еден хуман, да не кажеме гест во кој што ги поврзува народите од сите меридијани, континенти, раси, бои, религии. Денот ние го прославуваме како ден на солидарноста и пријателството. На градските гробишта во Бутал, високи државни делегации и стотина граѓани положија цвеќе на споменикот посветен на жртвите од катастрофалниот земјотрес. Присутните граѓани со солзи во очите раскажуваат за трагичниот ден. Многу тешко и трагично.
Толку првиот удар не беше фатален, вториот удар беше рушещ. А јас бев приближно до плоштадот. Гледав официрски, Нова Македонија, Хотел Македонија, па се вратив назад. Двете згради на собрание на Македонија и ова беше зграда на внатрешниот кај што седев, срушени до темел. Помош уште од следниот ден почна да доаѓа за во Македонија од цел свет. Прво дојде руската екипа за да расчистува. И американската дојде после. Следниот ден дојдоа Тито и Хрушчов, а сега е модерен град. Пред земјотресот беше стара касарна. Центарот, трговски центар, тие беа мала, кои што беа со стари трошни куќарки. Црвен крст исто беше бошњачко мало со трошни куќарки мали. Сега сето тоа го нема. Црвениот крст традиционално спроведе крводарителска акција во домот на РМ, на која одзивот на граѓаните беше огромен, а со тоа според Црвениот крст скопјани докажаа дека се хумани луѓе. Катастрофалниот земјотрес се случи на 26 април во 1963 година во 5 часот и 17 минути. Земјотресот однесе 1070 животи, а околу 200.000 скопјани останаа без своите домови. Скопјани им одадоа почит на жртвите од катастрофалниот земјотрес што го погоди главниот град на 26 јули 1963. Делегација од градот, собранието, владата, представници на армијата и почесните граѓани на Скопје положија венци и свежо цвеќе. Традиционално и оваа година Црвениот крст организира крводарителска акција. И веќе има околу 250 крводарители што досега дарува. Очекуваме до крај на акцијата уште 50 и да поминеме таа бројка од 300 крводарувања во еден ден. Со оваа бројка и нашите резерви во фрижидерите во Републичкиот завод за трансфузиологија ќе ги надополниме и со тоа и кризата за крв и крвни компоненти ќе се намали. А јас го имам преживеано земјотресот 63 година. Карши нашата куќа згради, само ги гледаш како паѓаат, се рушат, паѓаат зидови. Да кажам дека ништо не работам на овој ден, фактички е ден на солидарноста и колку што можам и понатаму ќе продолжам. Иначе сум редовен дарител. Манифестацијата продолжува на Скопското кале, каде што за почесни граѓани на Скопје ќе бидат одликувани Лоренс Игелбауер, Кристофер Хил, Торвалд Столтенберг и Вернер Трини.